Почитувани гледачи, добро вечер. Во рамките на кампањата за предстојните парламентарни избори, гостин во студиото на телевизија Кочани е господинот Игор Јанушев, носител во изборната единица број 3, носител на кандидатска листа за пратеници. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до сите кочанчани. На почетокот би запрашал како со кондицијата да се издржи на овие напори, на овие температури низ овој дел на изборната единица број 3. Па не е дека е лесно, но барем во однос на физичкиот напор без разлика на температурите се издржува. Неколку сати имаме за одмор во текот на ноќта да отпиеме, така речено да собереме сила за следниот ден. Но сепак сме се нафатиле, нема бегање, напротив, се помотивирани како се приближува крајот на кампањата. Нормално е да дојде до одреден замор, но средбите со граѓаните, поддршката која што ја добиваме, ни дава волја, ни дава мотив да не само да го издржиме, туку и буквално да направиме и да извадиме од нас и повеќе од возможното во нормални услови. Така, според она што може да се слушне на медиумите, предизвикот е огромен, имате големи, огромни замерки на позицијата и веројатно тука ги црпите и мотивите. На почетокот, како ја оценувате досегашната кампања во изборната единица број 3, малку да прецизираме, во изминативе 11-12 дена? Во однос на кампањата која што ја водиме, ВМРО-ДПМН, сум задоволен во однос на тоа како се движат работите. Буквално сите 20 кандидати кои што сме на кандидатската листа, вклучително со сите наши 22 општински комитети, со сите наши активисти, почнувајќи од најмладите, од Унијата на млади сили, поддршката и борбата фактички рамо до рамо заедно со Унијата на жени, со поддршката од искуството, советите кои што ги имаме од ветераните, од основачите на партијата и сите активисти е на вистина едно високо ниво и сум благодарен и очекувам дека во следниот период нормално дека тоа само ќе се интензивира во преостанатата отприлика една недела до изборниот молк. Она што го правиме се секојдневни средби со граѓаните, секојдневни посети, некои дени по неколку населени места, односно општини. Буквално сме цело време помеѓу народот. Ја представуваме нашата програма, им кажуваме на луѓето што ќе направиме, што се е содржано во оние илјадници проекти, во оние 360 страни од проектот Обнова. Од друга страна, за жал морам да констатирам дека не видовме ниту еден проект, ниту една мерка од страна на Социјалдемократскиот сојуз и нивниот носител Љупчо Николовски. Единствено што се обидуваат да направат е преку некаква црна кампања, се обидуваат да го извалкаат нашиот образ, се обидуваат преку негативно влијание на нашите чест, достоинство и углед да добијат некој ситен политички поен кај граѓаните, но она што го гледам од луѓето, она што го гледам секаде во изборната единица 3 е дека едноставно не минува. Не минува поради тоа што се прочита на приказка, не минува поради тоа што станува збор за криминалци, рекетари, местачи на тендери, палачи на автомобили, се закануваат, уценуваат, тоа граѓаните повеќе не го трпат, а кога на народот, вака народски кажано, ќе му пукне филмот, народот доаѓа по своето и на 15 јули ги очекува еден огромен пораз, особено во изборната единица 3. Како тоа државата влезе во еден период на, би рекол, нова реалност од аспект не на коронавирус, туку од аспект на кампања со бомби. Нели јутро имаше бомби кои се навистина така поставени да делуваат директно во јавноста. А рековте пред малку дека се прочитани тие работи? Видете, во недостиг на аргументи, во недостиг на докази, избегнувањата 3-4 дебати поред, Николовски бега, не сака да се соочи, немањето програма, немањето понуда од една страна, од друга страна немање буквално со што да се пофалат. Еве, 3,5 години се на власт, нема апсолутно ниту еден проект, ниту една мерка со која што може да кажат еве, ова е наше дело, со ова може да се пофалим. Јас веќе втора недела јавно, не само нив, они тоа нема да го направат пошто нема. Ама еве ги повикувам сите граѓани, било кој еден, нека излезе, не мора на официјален медиум, нека е тоа на социјалните мрежи. Еве, нека слика
и нека ни покаже на сите нас, не мора да е во изборна единица 3, не мора да е во Кочани, е во цела држава. Една мерка, еден проект, нека објави слика и нека каже ова, на сликава, е нешто што СДСМ, Николовски, Заев го осмислија, го проектираа, го најдоа начин како да го изведат, го финансира и не мора да е завршено, барем да е отпочнато со изглед. Такво нешто во овие 3,5 години во држава не постои. Нема ни еден, нула е бројот. Нема. И во недостиг на тоа, како што кажав, ќе се обидуваат на секој можен начин да си ја спасат собствената кожа, но тоа едноставно не поминува. Зошто? Бидејќи, ако јас како Игор Јанушев на вистина сум бил крив за нешто, сум злоупотребил нешто, сум направил било каков криминал, немаше сега овде со вас, господин Димитров, да седиме и да разговараме. Особено имајќи во предвид фактот за какви работи се не стрпаа луѓе во притвори и во затвори. Да ве подсетам дека ние се уште имаме многу луѓе кои што се неоправдано политички осудени. По 15, по 13, по 18 години затвор. Така да, кога ќе видиме големата слика, кога ќе ги земеме сите работи во предвид, им доаѓа крајот, народот тоа го покажува, народот тоа го знае. Нашиот народ, за разлика ние од СДСМ, не го подценуваме, бидејќи народот е секогаш во право, народот е паметен, ја разбира ситуацијата и сум убеден дека во огромен дел ќе дадат поддршката на страната на ВМРО-ДПМН. Која е разликата во водењето на државата, во спроведувањето на политиките од една страна на ВМРО-ДПМН, од друга страна на СДСМ? Еве да го земеме Кочани за пример. Овде сме денеска во Кочани, упативме нели поздрав и до кочанчани. Дали има еден проект, една мерка што вие како кочанчани ќе кажете еве ова го направи СДСМ и ова е одлично. Јас сум веќе еве втор ден го поминувам од кампањата во Кочани, такво нешто не видов. Патот, експресниот пат, Штип, Кочани е во застој. Значи ништо не се случува 3,5 години, веќе требаше биде завршен. Така? Браната, Речани, значи буквално ништо не се случува. Тоа што се направи, стои така, сите сте сведоци. Има нова градинка во Кочани, има ново училиште, има било каква инвестиција донесена, освен оние неколку инвестиции кои што во времето на ВМРО-ДПМН дојдоа. Нема ништо. Има проекти кои се започнати, кои ќе се градат. Видете, можеа. Значи не можат, не можеме, можеа. Можеа да не крадат, можеа да не лажат, можеа да не ги наместат сите можни тендери што можеа да ги наместат. Од хеликоптери, радарски системи, во здравството веќе не знам колку се тендери не се наместија, значи буквално нема некого кој не го изрекетира во држава. Луи Витон куферчиња, траста со одлуки, значи оној адвокатски тим на Заев, знаете за русковска кацарска зборам адвокатскиот тим, значи буквално постапува онака како што Заев им командува. И сега тие луѓе имаат лице да не изборуваат за чест, морал, достоинство, углед, да бараат правда. За луѓето како Љупчо Николовски кои имаа прилика да покажат нешто во земјоделието, што направија? Ништо. До ден денеска ги крие сите патни трошоци. Цветан Трипуновски е веќе колку 7-8 месеци заменик дополнителен министер, не му даваат увид. Преку ноќ да стане милионер? Не. Закон за потекло на имот на политичарите. Тој, ако се сеќавате, уште од пред една година го предлагаме, цело време СДСМ бега од тој закон и токму поради ова бега. Да видиме дали имотот на Заев е 70.000 евра како што пријавил во имотниот лист, или 8,5 милиони како што слушнавме дека кажува. Или е многу повеќе од тоа. По носење на тој закон, ќе видиме кој ќе биде на политичката сцена во Република Македонија. Дали ќе биде Игор Јанушев или ќе биде Љупчо Николовски. Дали ќе биде Христијан Мицковски или ќе биде Зоран Заев. Ќе раскрстиме со сите тие криминалци. Зашто овие избори се едни од назначените во поново време, бидејќи претпоставам дека се определува на некој начин патот на државата од аспект на тоа борба или војна на криминалот и така натаму?
Најбитни се, бидејќи ова е буквално последната шанса. Јас сум имал многу прилики во многу избори да учествувам. Многу пати кога разговараме со луѓето при средбите знаат да ми кажат да, ама секој избор идете и кажувате дека се најбитни. И де факто е така. Но што е она што е поразлично од претходно? Оваква лоша ситуација, со волку лоши работи, негативни, неправедни, угнетувачки за народот, како што се случи овие 3,5 години со Заев, Николовски и СДСМ, никогаш во минатото не се случиле. И токму затоа, за да ставиме крај на оваа апатија која што не обкружува сите нас, на ова чувство на граѓани од втор ред, особено за нас македонците, на чувството на подвитка на кичма и на ведната глава, тоа ја прави ситуацијата единствена и уникатна каква што не била во минатото. Знаете, секој во своето време, низ 90-тите и во поновава историја од пред неколку години, имало антагонизам помеѓу лидерите на партиите, имало ривалства помеѓу носителите и слично. И тоа е нормално, здраво е, треба да има такво нешто. Но кој да бил на власт, кој да бил од која било партија. Значи, се знаело кои работи не смеат и не може да се прават. Значи, вие да палите автомобили, да нарачувате и тероризирате луѓе, додите по фирмите и да им се заканувате, да го правите истото во администрацијата, да се заканувате по живот и здравие на некого. Значи, тоа не се случувало никогаш, дури во најцрните денови на транзицијата во Република Македонија. Знаете какви удбашки финти користат? Секаде каде што дам последниве денови, дали ќе седнам да испијам кафе или да поразговарам со некој човек, после мене иде ујапа и го казнува собственикот зашто ми дозволил да седнам таму се напијам кафе. И јас знам дека тоа само создава револт и затоа народот ќе ги казни. А апелирам до сите луѓе кои што на овој начин се неправедно оштетени, да ги издржат овие 10 дена. Бидејќи кога народот доаѓа по своето, тоа е многу, многу, многу лошо за власта. Носител сте во изборна единица број 3 и во дел од државата во кој граѓаните главно сметаат дека се можеби меѓу најзапоставените во рамките на целата држава. Со какви ситуации и состојби се сретнувате на теренот, на што најмногу се жалат граѓаните и што очекуваат пред предстојниот период? Реално проблемите најголеми на граѓаните покрај иселувањето на истокот се во трите сегменти кои што ние веќе ги имаме дефинирано како приоритет за сите општини, односно за овој регион во изборната единица 3. Зошто велам кој ги имавме веќе определено, бидејќи во целиот изменет период бевме присутни меѓу луѓето, разговаравме, знаете дека имавме и еден така наречен проект, да кажам карван, каде што ја фактички собиравме идеи, проблеми, решенија за подготовка на програмата. Така да, гледајќи што ги мачи луѓето, така и ја изработивме фактички програмата и реално тоа покрај сите експерти, професори, домашни и странски, значи учествуваше де факто и обичниот човек кој што нели преку тие штандови разговори ги даваше тие идеи, односно ги потенцираше проблемите. Значи, кои се трите работи на кои што особено ќе дадеме акцент во изборната единица 3, а впрочем си најголемите нели проблеми. Да. Прво и основно инфраструктурата. Значи, инфраструктурата во изборната единица 3 е еден од најгорливите проблеми. И затоа, она што ќе биде приоритет во инфраструктурата е најбрзо можно, значи подитно завршување на експресниот пат Штип-Кочани, како и експресниот пат Штип-Радовиш. Исто така изградба на експресен пат од Куманово преку Ранковце до Крива Баланка и граничниот премин Девебајр, но исто така и особено ќе се обрне внимание на изградби на пругата, кое што толку многу нели во минатото се зборуваше и се отпочна, за жал, овие неспособниве и криминално рекетарскава банда на власти оставија така како ше. Значи зборувам исто така за пругата од коридорот 8, но исто така и набавка на нови возови
односно продолжување на она што пред неколку години се започна, бидејќи сметаме дека не е само да изградите пругата. Треба да имате модерно превозно средство за да се користи истата. Да. Исто така што може би од особено значение за целиот овој регион, но секако и за Малешевијата, е отпочнување со припремните работи, односно пред подготовка на проекти, значи се она што опфаќа подготовка за да се почне со изработка на проектот на коридорот 8А, исто така поврзувањето спрема Бугарија. Така да во делот на инфраструктурата ова е еден огромен залог за сите нас. Да не го заборавим и автопатското решение кое што ќе оди од Скопје, Велес, Прилеп, Битола, грчка граница, што исто така ќе биде како значајно за граѓаните исто така од Тројка, впрочем од целата држава. Вториот сегмент е економијата. Подигнување на стопанството, инвестирање, односно насочување кон реиндустриализација на државата, односно на прецена приватниот сектор се мисли тука, и сите оние економски мерки кои што ги планираме. Убедливо најнизок данок во Европа, па и во светот, односно враќање на старото законско решение на рамниот данок, односно напуштање на оној катастрофално лош концепт со кој што СДСМ, Љупчо и Заев одеа со глава од зид за прогресивниот данок и негово намалување на 8%. Понатаки најавивме најмалку 4 милиарди евра домашни странски инвестиции и стоиме на тоа дека ќе го обезбедиме. Со сите овие мерки, значи она што ќе го правиме во приватниот сектор, ќе овозможиме раст на платите и тоа го гарантираме дека за 4 години на секој еден платите ќе му пораснат во просек за 25% или тоа е по отприлика 6.500 денари поголема плата за секого. Раст на пензиите во 4 годишниот мандат пензиите пораснат за 20% или отприлика по околу 3.000 денари за пензионер, но и многу други инвестиции, намалување на невработеноста под 10%. Тоа е многу сериозно. Знаеме што значи. Ќе прекина во Кочани, современо се отворија две фабрики кои се покажа како извореден пример, Антура и Амфенол, кои абсорбираа околу 2000-2500 вработени и веројатно тоа е формулата да се оди понатаму со отворање на нови странски инвестиции за да се големи вработени. И не само странски, туку и на домашни. Значи туку и на домашни, затоа и потенцирав 4 милиарди домашни и странски инвестиции. И тоа е она што ќе продолжиме нормално да го правиме. Гасификацијата исто така огромен проект кој што ќе раздвижи голем дел и на домашни компании во тоа. Ние собрзуваме дека секој еден граѓанин ќе добие бесплатен приклучок на газ и ќе го направиме тоа. Можат граѓаните да бидат спокојни, со тоа ќе плаќаат пониски сметки, дека полесно ќе биде затоплувањето на домовите, но нормално и останатата електрична енергија. Сериозни инвестиции во делот на енергетиката, која што исто така ќе даде дополнителна вредност на самото стопанство и развојот на економијата. Инвестиции во искористување на природните ресурси за создавање, односно продукција на енергија, но и секој оној што на своите домови ќе овозможи сончеви колектори, доколку ви остане вишок струја, ќе овозможиме да може секој еден од нас што ќе го има тоа, да ја продаде на слободниот пазар и дополнително да оствари приход на тој начин. Предвидов мисло така и за секој објект да можност да се обнови фасадата со енергетско ефикасна фасада и оков и за тоа државата ќе покрие 50% од трошоците за истото, што исто така ќе даде дополнителна вредност во подигнување и раздвижување на економијата, зголемување на обртот на средствата, бидејќи многу различни сектори ќе бидат пред се домашни, ќе бидат опфатени. Значи многу проекти. И секако третиот сегмент во однос на приоритетите за изборната единица 3 земјоделието. Земјоделието во овие 3,5 години е доведено буквално и земјоделецот на питачки стап. Овој мој против кандидат Љупчо Николовски кој толку сака да патува, тоа е единственото нешто што го правеше во на една година министерување пред да избега од министерството и да се скрие позади партиската функција.
буквално ништо немаат направено за земјоделецот, значи само им ветуваа, само ги лажеа луѓето. Земјоделците, за наша среќа, за нивна жал, препознаваат дека ВМРО ДПМН се гордееше со тоа да ја нарекуваат земјоделско-селска влада, бидејќи земјоделците се тие кои што ја прехрануваат државата. И ние особен фокус ќе дадеме на тоа. 160 милиони евра годишно се предвидени, 640 за 4 години милиони евра се предвидени за субвенции, но она што е многу побитно за земјоделците е дека ќе воспоставиме механизам за навремена исплата на субвенциите. А ако треба да земете субвенција до 15 во месецот, таа да ви биде исплатена. Ако зимате квартално и треба да добиете на истекот на првиот квартал, да добиете во дадениот рок. Поедноставување на процедурите, многу поголема помош во однос на искористување на ИПАРД програмите. Предвидени се, што е многу битно за изборна единица 3, предвидени се 80 милиони евра инвестиции во нови и реконструкција, односно санација на постоечките водоводни мрежи, односно канали, бидејќи голем дел од луѓето кои што живеат овде имаат проблем со водата за наводнување и тоа е наша обврска да го исправиме и да не биде повеќе така. Едноставно за младите земјоделци исто така сериозна поддршка. Проектот, односно програмата Млад земјоделец 2.0 предвидува 20.000 евра неповратна помош за опрема и механизација за сите млади земјоделци кои што им е тоа потребно. Сериозна поддршка, буквално во секој сегмент. Така. Земјоделието е навистина многу битно за овој регион, особено во делот на оризопроизводството. Факт е дека огромен број во изминатите години, огромен број на млади луѓе во изминатите години ја напуштија државата и оставија првокласно плодно земјиште да необработено. И верувам дека тука ќе мора да се бараат стратегии, концепти како тие луѓе да се вратат овде, бидејќи она што ќе остане после тоа ќе биде навистина проблем за државата во делот на производство на повеќе храна на квалитет. Ние оваа година имаме рекордно мали површини подори со околу 3000 хектари. Една од причините е водата, меѓутоа имаме и голем број необработени површини баш поради тоа што младите заминаа во странство, а старите се веќе немотни да играат. Како нема да заминат? Целиот овој период и денеска меѓу другото имав средба со производителите, имав средби со земјоделците во соседната општина во Чешиново, Блешево. Знаете како коментираат луѓето? Вика, единствено нешто што пробаа да направат беше зелената нафта. Најголем дел од луѓето вика не ги ни земаа картичките. Прашувам зошто, ако ви даваат не се земаат. Вели 960 денари, 500-600 денари, 1000 денари. Не фала, вика, не ми требаат. Зошто? Заради тоа што вика ние не можеме со таа нафта да го користиме тракторот, дораме, да сееме, небитно шопра, ни половина ден. Не ми требаат. Значи не сме за толку сиромаси. Тоа е сериозно подценување. Сериозно подценување. А биле свесни и знаеле, пошто ги повикале на средба и им кажале дека ова што го прават е надвор од памет. И тоа само е потврдува нивната неспособност. Значи е подценување, сериозно подценување. Да дадете нафта на земјоделец, со која количина на нафта тој не може да орани 2 часа во еден ден. Нема да давате воопшто. Така. Тоа се состојбите кај нас и веројатно ќе треба во наредниот период да се работи многу повеќе на тоа, за да се доведат во ред и едноставно да профункционираме како држава која ќе биде и просперитетна и пред се во економијата и во другите делови. Во овие избори можеби една од поважните улоги можат да одиграат или ќе се обидат да играат помалите партии. Како вие ја оценувате нивната улога и како тие се снаоѓаат во оваа сега плуралистичка сцена, односно дали ќе има прекројување на таа карта или очекувате дека ќе имаат минорна улога во сето тоа, бидејќи двата блока едноставно доминираат? Па, искрен да бидам, не верувам дека ќе имаат. Не е дека не посакувам, да, но не верувам дека ќе имаат, со исклучок на една-две од помалите партии кои можеби навистина настапуваат автохтоно, да кажам, со собствена
идеја, визија, со собствени гледишта во однос на политиката и на изборите. За жал, најголем дел од оние помалите, кои што особено така изникнаа како печурки во последниот период, се создадени и финансирани од едно место со единствена цел да се обидат од ВМРО ДПМН, да се обидат, ќе повторам уште еднаш, да отцепат одредени десничарски гласови. И тука уште еднаш, по не знам кој пат, се гледа подценувањето на македонскиот народ, бидејќи народот гледа и знае се. Така да, искрено не очекувам посериозни, односно не очекувам никакви проблеми во однос на тоа. Така, и моја оценка дека малку настапуваат како самостојни, туку дека следат некои политики. Па видете, добро, ние сме многу да, мала држава, да, работите најчесто се разбираат ако не исти од следниот ден. Знаеме од каде доаѓа тоа, знаеме под чија насока е тоа, знаеме на која локација и каде во југоистокот во државата се случуваат тие трансфери и договарања. Така да не сме воопшто изненадени, бидејќи таквите удбашки работи се впрочем и налик само на СДСМ и на никој друг. Впрочем, видете и во правосудството што се случува. Ја претвори Академијата за суди и обвинители во така наречена кумровачка школа. Граѓаните во Кочани кога гласаат и во другите општини, обично го имаат во предвид кандидатот за пратеник на изборната на листата. И во Кочани ситуацијата е Миле Левков на листата, на вашата листа, од друга страна е Марија, мисля че дека беше Ангелова. Зошто би гласале, да речеме, за Левков на 15 јули? Јас Миле го познавам од прилика околу 4-5 години, од кои што во последниве речиси 3 години и блиско соработуваме. Исклучително чесен и скромен млад човек, професор по право во средно училиште овде во Кочани, човек кој што секогаш држи до она, човек кој што знае и да поведе, но знае и да нормално и да послуша насока, да даде и совет. Имам исклучително високо мислење за него. Народен човек, сметам дека е вистинскиот избор за представник на кочанчани во собранието на Република Македонија. Да, веројатно дека одговори на предизвикот, пратеникот да иди и застапува граѓаните. Апсолутно сметам дека тоа ќе го прави. Впрочем и во целиот овој изминат период, еден од поактивните наши председатели на општински комитети, кој што секогаш е присутен во јавноста помеѓу луѓето, секогаш кој има одреден проблем знае да се јави, да побара дали можеме да помогнеме или да излеземе во сусрет за некоја работа. Така да рачунете, сето тоа го прави во овие 2,5-3 години во опозиција со сите оние работи кои што се случува во држава. Јас би рекол, во овие 3 години се случи многу повеќе од сите претходни 30-тина. Така да сметам дека кога ќе има вистинска шанса да ги брани интересите и да бара да се стави приоритет, дека секогаш тоа ќе го прави, а јас и сите ние сме тука, нели, да најдеме начин како да излеземе во пресрет на барањата на граѓаните. Така. Пандемијата, односно COVID-19, создава една нови услови во делот на предизборието и на самиот ден на гласањето. Дали од тој аспект очекувате дека може да донесат предност на некоја страна во позитивна или во негативна смисла, затоа што луѓето едноставно поради овие бројки кои секојдневно се соопштуваат се плашат од состојбите. Што е тоа што треба да охрабрува и како да се излезе што помасовно на избори? Јас не верувам дека ќе влие, дефинитивно нема да влие во изборната единица 3, бидејќи во најголем дел од општините и речиси да нема случаеви. Она што е интересно, што би сакал нормално да го споделам со граѓаните, бевме обвинувани во овој целиот период дека сме ширеле лажни вести, сме ширеле дезинформации, сме создавале паника кај народот. Само ќе ги потсетам дека еве веќе сме полни 2 недели во кампања, 3 недели заедно со предкампањата. Секогаш во сите ситуации се придржуваме до мерките и препораките. Секогаш сме со маски, секогаш, особено кога сме со поголема бројка народ, носиме нараквици. Цело време
ги користиме средствата за дезинфекција, дезинфицијансите и да чукнеме дрво нормално, еве, во овие 3 недели не се создаде кластер ВМРО ДПМН. За жал на сите, знаеме дека буквално целото раководство на СДСМ или беше во самоизолација или беше позитивно. Се надевам дека сите ќе бидат добри, им посакувам брзо закрепнување, но се покажува каде е негрижата и неводењето сметка на препораките. Од друга страна, здравствениот систем доживува фијаско и колапс, и тук има единствен, и само еден единствен, и тоа се СДСМ и нивната влада, министерот и сите останати. Денеска имаш информација дека си дали оставка 20 места за возиш, значи здравствените работници полека бегаат од... Па видите, здравствените работници, особено од клиниката за инфектологија 8 септември, веќе неколку недели, повеќе можеби од месец, апелираат дека веќе не можат да издржат од премногу работа, од преголем ангажман кој трае веќе со месеци. Но на Венко Филипч и останатите им е побитно да водат кампања за СД, само што да се грижат за здравието и животот на луѓето. Можеш ли подобро да се менаџира Дефинитивно. COVID-19? Дефинитивно можеш. Дефинитивно можеш. Имаме и стручни луѓе и... Видете, ние имаме лекари кои што се ценет и почитувани во цел свет. За жал имаме политичари, како овие неспособни од СДСМ, кои што мислат дека знаат се, а впрочем не знаат ништо. Кога првпат нашата партиска комисија за здравство излезе да предупреди, ако не се лажам негде средината, крајот на месец февруар, 2 недели излегува и обвинува дека шириме паника. Што повеќе ви кажам? Така. Дали што простанува во наредните денови, во кој аспект во кој правец ќе оди кампањата, продолжувате со промоција на сите оние проекти кои ви се зацртени во изборната програма, која е и обемна и која ги опфаќа сите сегменти? Продолжуваме со исто темпо, напротив може и тоест дополнително да го појачаме во останативе, еве помалце веќе од недела дена до изборниот молк, буквално со исто темпо средби со граѓани, врата до врата, митинзи, односно оние средби со граѓани како што сега ги нарекуваме во помал обем, целни групи, бизнис сектор, спортисти, образование, здравство, значи секаде каде што можеме да дојдеме, нормално гостувањата по телевизиите и целиот оној медиумски, тоест пиаровски дел. Сметам дека граѓаните тоа го препознаваат. Впрочем, поддршката која што имаме секаде каде што одиме, уште еднаш ќе кажеме тоа што ни дава мотив и што ни дава сила да се издржи ова темпо. Така. Пред некој ден на Поникво гостуваше Заев и се пожали дека го јаделе комарците, ама уште повеќе го јадел Мицковски. Малку во хумор речено, како коментирате сето тоа и што е тоа што го јаде повеќе? Дали едното другото или нешто што Па мислам дека Заев и Николовски најмногу ги јаде тоа што за 10 дена од денес нема да бидат повеќе и кади и судија и джелат и се останато во државата. А многу повеќе од тоа ги јаде затоа што знаат дека за многу брзо по формирањето на владата, по законските измени, барем во делот на правосудството, носењето на новиот закон како што најавив за потекло на нимот на политичарите и тргањето на стегите од правосудниот систем, дека ќе одговара. Тоа е тоа што најмногу ги боли. А иначе комарците и нас не јадат, особено овде кога сме кај вас во Кочани, вчера бев во Виница, истата ситуација. Најинтересно е она што луѓето велат, ова не е јасно, па пред некој ден прска, вика како да прскаат за комарци, а не против комарци. Да, чудно е што нема лек за комарци во Кочани, во светот имаме искуства каде што ги прскаат во март, април, таму во вода ги средства овде со авионско прскање, меѓутоа ефектите се навистина мали. И претпоставам дека отприлика тоа е она што го имавме за денеска да го поразговараме за оваа емисија. Некоја порака до граѓаните, до гласачите да се охрабрат, да не се плашат ниту од ковид, ниту од избори, туку ниту од партии, ниту од моќници. Никој нема потреба од никого да се плаши. Во изминатите 2 изборни циклуси, односно председателските избори и референдумот,
Кочанчани, не само кочанчани, сите во држава покажаа и докажаа дека не се плашат. Јас сум убеден дека сето тоа во уште поголем број ќе се манифестира и сега. Имав сега интересен предмалце разговор во однос на каква ќе биде со еден граѓанин од Кочани, во однос на каква ќе биде бројката, однос резултатот во Кочани. Јас му велам, тоест го прашувам како беше на председателските избори. Па вика тепаше ВМРО. Да тепаше ВМРО, викам разлика. Па вика околу 1000 гласа беше. Викам сега што очекувате? Па вика сигурно дека ќе биде многу поголема. Поентата ми е покри сите притисоци, покри сите уцени, покри целата ситуација која што владее во овие 3,5 години. Заканите кои што секојдневно се добиваат. Оваквите удбашки притисоци како ова што предмалце го кажував со одењето по кафулињата и се останато, ки народот создава само инат. Ки народот создава само инат и тој инат ќе се покаже на 15 јули. Бидејќи ако пред 2 години, особено за референдумот, ако пред година и пол за председателските избори, ВМРО ДПМН за тие избори победи во речиси 55 општини, јас сум сигурен дека сега на СДСМ и на Николовски пред се во тројката, аз сум сигурен дека ќе исто ќе биде во останатите изборни единици, им предстои едно целосно фијаско. Сега ми текна едно интересно прашање. Доколку биде мала разликата под предпоставка на изборите, има ли сега услови, ги знаете добро политичката ситуација во земјава, за некаков политички инженеринг, за некоја пресудна улога на албанскиот блок? Не гледам никаква причина за страф од тој аспект, особено ако го имаме фактот дека очекувам во огромен број и ги повикувам граѓаните тоа да го направат. На 15-ти среда са бајле, уште рано да не чекаат, да излезат сите, да го дадат својот глас. Да го дадат својот глас за бројот 14, нема да има апсолутно никаква шанса никој, ама апсолутно никој, било од каде, да може да направи изборен инженеринг. Бидејќи, јас кажав неколку пати, народот доаѓа по своето. Ви посакувам пред се добро здравје во овие преостанати денови се до денот на гласањето и се разбира успех во кампањата таму каде што ја водите, да стигне она што е позитивното до граѓаните, за да тие со своја глава одлучуваат понатаму на кога ќе гласаат. И се разбира да имаме навистина она фер и реална квалитетна демократска атмосфера. Нистото се надам јас. Уште еднаш поздрав до граѓаните и уште еднаш повик гласајте за број 14, поддржете ја победничката листа на ВМРО ДПМН, да ја подигнеме главата, да исправиме кичмата, да го вратиме македонското национално достоинство. Благодарам на поканата. Така, благодарам јас. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со господинот Игор Јанушев, носителот на кандидатска листа за пратеници во изборната единица број 3 на коалицијата ВМРО ДПМН со обнова на Македонија. Благодарам уште еднаш, пријатно и довидување.